Цените благо ќе почнат да се намалуваат, но инфлацијата ќе остане висока и ќе продолжи да се мери во двоцифрени бројки. Некои основни прехранбени производи ќе ги задржат двојно поголемите цени и во 2023-та. Според аналитичарот Бранимир Јовановиќ, инфлацијата од сегашните 19,5 ќе падне на 10% годинава, што вели не е малку за веќе осиромашениот народ. Поради пролонгирањето на војната во Украина, вели никој точно не може да предвиди како ќе се движат цените на храната, нафтата и енергенсите во наредниот период. Во наредната година, 2023 година, скоро сите институции денеска проектира дека Европската унија ќе западне во криза. Многу економисти и институти проектираат дека дури БДП на Европската унија наредната година ќе има дури пад. Значи некои големи промени кога инфлацијата во прашање не треба да се очекуваат. Инфлацијата веќе почнува да забавува, тоа го видовме во ноември, за неа се пониска од онаа во октомври. И тој тренд веројатно ќе продолжи понатаму, но и во декември веројатно ќе биде околу 19% и во наредните месеци полека веројатно ќе се намалува, но сепак ќе остане двоцифрена во најголем дел од следната година. Од синдикатот реагираат дека платите мора да растат за да држат чекор со инфлацијата. Со растот на минималната плата за 120.000 работници ќе се подобрила состојбата, но дури и тоа немало да биде доволно, бидејќи инфлацијата е двојно повисока од зголемувањето на најниските примања. Инфлацијата и во просек нема да биде испод 15% за другата година. Бруто домашниот производ го изземавме, меѓутоа природно си порасне и просечната плата. Верувам дека минимум за 15 до 18% ќе биде пресметката за пораст на минимална плата. Тоа значи дека од 18.000 веќе во март ќе треба да биде околу, по нашите пресметки, 27.500 минималната плата. Според Јовановиќ, ништо посебно не би требало да се очекува со моменталните владини мерки за сузбивање на инфлацијата. И покрај поевтинувањето на струјата за прехранбените компании, алчноста на трговците била преголема, па ако инспекторите не излезат на терен за да казнуваат, цените ќе останале вештачки напумпани. Според него, неопходно е владата да креира мерки за помош на најзагрозените категории на граѓани, бидејќи во спротивно, сиромаштијата во земјава нагло ќе се зголеми. Доколку не се преземат соодветни мерки, а бројот на сиромашни луѓе во Македонија ќе порасне за околу 70.000. Моментално во Македонија има околу 400.000 или нешто повеќе сиромашни, значи веројатно ќе се зголеми бројот на сиромашни луѓе за околу 20%. Тоа е големо покачување во период од една година поради повисоките цени. Значи практично имате еден средно голем границен прилеп нови сиромашни луѓе. Тоа е огромно зголемување на сиромаштијата во период од една година. Во последниве 2 седмици се забележува минимално снижување на цените, кое е далеко помало од најавите на владата. Надлежните упорно смируваат дека ако трговците не ги следат сигналите за да ги поевтинат производите, ќе мора да има и замрзнување на цени. За сега не се знае кога тоа би се случило. Во неколку наврати реагираше и Народната банка, која ја подигна основната камата нагоре, но поради превисоките увозни цени, ефектите беа минимални. Инаку годинешниот буџет е скроен врз основа на проекции за инфлација од 7,1%. Меѓународниот монетарен фонд веќе предупреди дека 1/3 од светот ќе биде во рецесија и дека инфлаторните притисоци ќе продолжат и во 2023 година.